Символично полевање на лозијата со вино и ракија за богат род и молба за заштита од град и суша. Лозарите и годинава го направија адетот. Го закроија лозијата во чест на христијанскиот празник Свети Трифун, кој според верувањето е заштитник на лозовите насади и земјиштето што се обработува. Свештеникот читаше молитви за богат род и заштита од штетници. Преколнувам вас, разновидни зверови, стрви гасеници, коноштипи, полски глувци, кртици, разни инсекти, муви, мушички, лоши оси, разни влекачи, штетни птици и се што прави штета по лозијата, градините и нивите во името на безпочетниот Отец, единородниот Син и се светиот и животворен Дух, не пристапувајте ниту на лозијата, ниту на нивите, ниту на градините на чедата Божји од ова место и околината, туку отидете во диви гори, пусти и безводни места, каде што Господ рекол да живеете. Лозарите рекоа дека 2017 година поминала со слаб род на грозјето, бидејќи имаше големи мразеви и ниските температури ги измрзнаа лозовите насади. Сепак во 2018 очекуваат да нема големи штети на лозовите насади и да има богат род. 2017 малку слабо беше, сега оваа година очекуваме веќе ќе биде подобро. Слабо беше од временските ситуации, не измрзна лозието и за тоа. А сега пак ќе видиме, времето ќе каже. Ние не може да кажеме дали ќе биде или не. Па исто кај сите беше. Кај ние па нешто набравме, а други кои има што воопште не собрали. Ти треба ѓубре, треба на време да се работи. Попо дека чита, ама треба и мотик да игра на лозието. Ние го славиме Свети Трифун, ден на лозарите. Тука сме собрани кој секоја година, значи луѓе кои имаат лозови насади, наши комши, пријатели, роднини и делота екипата бизнис кои не почитуваат, доаѓаат секоја година и прославуваме. Значи оваа година можеме да кажеме што е за нас беше малку послаба, меѓутоа тоа е резултат на лошите временски услови, ниските температури, паѓањето на слана, меѓутоа што беше до нас да изработиме, а колку ќе искараме тоа е наше. Сега оваа година се надеваме дека временските услови ќе не бидат повеќе наклонети, ние да го изработиме навремено, да наѓубриме, да окроиме и ќе очекуваме поголем род. На закриувањето на лозијата присуствуваа голем број верници и гости, лозари и овоштари од Кочани, а свештеникот го благослови и пресече славскиот колач. По традиционалното закројување присутните се почестија со богата трпеза и наздравија со чашка ракија и вино. Годинава очекуваат подобар и побогат род од лани. Традиционалниот собир за закројување продолжи со песна до доцните попладневни часови.